утро, колеги. Токму од Младинскиот културен центар во Скопје во ова вклучување на лице место ќе напоменеме нешто повеќе за премиерата која што се одржа минатата недела на представата Сина Сенка токму овде во Младинскиот културен центар. Станува збор за Сина Сенка од Брајан Рейнолдс во режија и адаптација на Тамара Стојановска, а во продукција на независниот театар Златен елец. Нешто повеќе за Сина Сенка, која беше самата инспирација да се создаде овој текст и кои се впечатоците од самата изведба. Во продолжение слушаме нешто повеќе од господин Брајан. Во овој разговор ќе не зборува на англиски јазик, но се разбира дека имаме обезбедено и преведувач. Добро утро, good morning and welcome to our morning show. Thank you. I'm very grateful to be here. На самиот почеток, што ви инспирираше да го создадете текстот Сина Сенка? Дали тоа беше конкретен настан или општествена појава? It wasn't a real event. It's just right now with Она што го инспирира е ксенофобијата, миграцијата заедно комбинирана со некои фармацеутски истражувања и она што се случува кога сето тоа се комбинира заедно со некои подземни активности околу сето тоа. Лично, кој е вашиот впечаток од изведбата на Сина Сенка минатата недела? I felt that the director and Tamara Stoskneski Очевидно изненаден од тоа како овој текст беше инсцениран, особено од на некој начин употребата на телото и од тоа како овој текст е надграден со представата, од концептот на Тамара Стојановска и од прекрасната актерска игра на ансамблот на Златен елец. They instantly got a standing ovation. So I think the audience was very happy with the production. It's not a play that's designed to make you feel Тоа не е good. представа која треба да предизвика некаква смеа кај публиката, но публиката реагира доста емотивно и доста околу овој текст кој има критички однос кон тие појави. На моје големо задоволство публиката имаше навистина стоечки овации, така што фидбекот беше повеќе од позитивен. На самиот крај, ова е прв пат Сина Сенка да се изведува во Македонија. Како се чувствувате што делото оживува токму тука пред македонски актерски ансамбл и македонска режисерка? I feel like the play is especially well suited to the diverse culture of Macedonia. Пиесата е така направена да може да кореспондира со и со други националности, така што неговото е особено средно што е тука поставено, заради тоа што македонските проблеми се на некој начин одговараат на начинот на мислење на тоа како е пишувана пиеса. Ви благодарам за одвоеното време и што имавме можност за ова кратко вклучување. Thank you very much. Благодарам многу. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека оние кои што беа присутни на самата изведба на Сина Сенка знаат поточно за што станува збор. Оние кои што не беа присутни, верувам дека можеа да дознаат токму од ова вклучување на лице место од Младинскиот културен центар во Скопје.